Добра вечер, почитувани гледачи. Во следните 10 минути издвојуваме простор за најновите информации од домашната културна сцена. Ликовната изложба "Емотивни пејзажи, никаде толку луѓе како во еден човек" на историчарката на уметност Јасмина Котевска и сликарот Тони Попов представува циклус експресионистички портрети и автопортрети, создадени како непосреден одговор на внатрешните емоционални состојби на авторите. Изложбата ја посети нашата колешка Викторија Петровска. Со дела и емоции што говорат повеќе од зборовите. Во Евангелистичката црква Сол Крафт во Скопје се отвори ликовната изложба "Емотивни пејзажи. Никаде толку луѓе како во еден човек" на историчарката на уметност Јасмина Котевска и сликарот Тони Попов. Изложбата донесе интензивни визуелни искуства, каде платната ја откриваат човечката внатрешност во најчист облик, низ портрети и автопортрети полни со емоционална длабочина. Оваа изложба представува циклус експресионистички портрети и автопортрети создадени како непосреден одговор на внатрешните емоционални состојби на Котевска и Попов. Наместо класично прикажување на физичкиот лик, делата го истражуваат човекот како психолошки простор, низ расположенија, сомнежи, сеќавања и тивки внатрешни разговори. Во текстот кон изложбата, модераторката Николина Атанасовска истакна дека нивниот заеднички настап не е надпревар, туку интимен разговор, во кој авторите се препознаваат и се огледуваат еден во друг. Котевска и Попов се поврзуваат преку сроден ликовен израз, блискост во колоритот, експресивен потек и интерес за човековата внатрешност. Делата на Јасмина Котевска доминираат со непосредна и еруптивна емоционалност. Незините фигури не се портрети во класична смисла, туку представуваат состојби на мир по внатрешна борба, тивка тага, прифаќање и ранливост. Ликовите не се личности, туку емотивни состојби, а погледот често останува свртен кон внатрешниот свет. За моите, можам да кажам, главно се осликуваат расположенија, состојби психолошки и емотивни, за кои што најверојатно низ годините се напластувале во мене, па сега најдоја некаков начин да се визуализираат. И не сметам дека се само лично мој, него тоа се состојби кои што ке секоја индивидуа во текот на животот поминуваат, така да верувам дека повеќе емина би се пронашли во сликите. Кои се емоциите на една историчарка на уметност која што одлучува да ги стави во вакви дела и кои се емотивните пејзажи изразени токму преку вашите дела? Па вака са, како историчар на уметност, јас сум критична, нели, во контекст на тоа колку тоа се естетски изработени, нели, ликовно, ама па од друга страна, кога ќе ги погледнам сликите, гледам и естетика, ликовна естетика и гледам длабока емоција и тоа ми дава некакво чувство дека би можело да се гледаат како да кажам, како ликовни дела. Колку и ние да сме различни, а сме различни, нели, како луѓе и како индивидуи, сепак во себе имаме заеднички, чувствата не се заеднички. Верувам дека сите ние сме поминали низ состојби на тага, состојби на радост, на меланхолија, и мислам дека тоа може да се согледа во сликите и да мислам дека тие емоции се тие кои што не се заеднички, дека можеби изложбата ќе ги инициира посетителите да се соголуваат малку повеќе емотивно. Тони Попов пак низ серија автопортрети води континуиран разговор со себе си. Неговото сликарство е обележано со воздржаност и дисциплина, каде бојата и потегот ја откриваат напнатоста меѓу самокритиката, помирувањето и потребата за самоприфаќање. Сликарството кај него функционира како простор на соочување, но и како обид за внатрешно смирување, место каде болката повеќе не боли, туку оплеменува. Па веројатно како не само со изложба, како со сите слики, со се што еден човек создава, идејата е да тоа дојде до некоја публика. Значи, секогаш кога човек создава, има нешто да каже. Она што јас би сакал, да кажам, посебно за оваа изложба, е да често пати се разминуваме со луѓе, контактираме со луѓе, ги имаме во нашиот живот и гледаме низ нив на некој начин. Така да посебно во сликиве што ги правев јас, само веројатно и Јасмина, мислам дека фаќаме момент, фаќаме состојба на одредена личност, која што денес можеби сум јас, утре можеби е некој друг или некој трет. Така да, она што јас би сакал е
прво нели естетското доживување, ама второ да човек се види и да се види себе си и да човек има време или одвои време да ги види и другите. До сега имам направено можеби преку 100 автопортрети, и мислам дека не секогаш се сликам сами од себе си, дури кој автопортрет сликам состојба, емоција или сликам некојаш и друг човек кој што немам смелост да го насликам физички. Во целина, изложбата Емотивни пейзажи го третира портретот како внатрешен пейзаж. Делата не се само представи на лица, туку на состојби: страв, надеж, замор, копнеж, помиреност. Посетителите имаат можност да се запрашаат колку идентитети живеат во еден човек, дали уметноста може да биде безбедно место за искреност и ранливост, да му бидеш огледало на другиот, доволно близу и доволно искрено, за да може да се види себе си. Музичката младина на Македонија ја започнува овогодишната концертна активност од циклусот Млади за млади. Дел од програмата Млад музички албум со концерт што се одржа во Културно-информативниот центар во Скопје. На концертот настапија младиот виолончелист Александар Ицковски и пианистот Давид Павиќ. Програмата обединува класичен репертоар и современи творби со посебен акцент на домашното музичко творештво. На концертот на кој настапивме заедно со Александар, имавме можност да отвориме сезоната на музичка младина, каде што за многу кратко време успеавме да спремиме многу интересен репертоар кој вклучуваше класична музика од светски автори, различни фолклори од различни источни земји, како и ерменски фолклор, романски фолклор, а исто така потоа и да введеме и македонска современа музика од 20 век со примеси на фолклор. Беше огромно задоволство и огромна чест за мене да настапам за прв пат со Александар. Ова е наша прва соработка. Не очекувавме толкав број на публика, бевме презадоволни и публиката беше воодушевена. И беше предизвик да се даде овој концерт на почетокот на оваа година, затоа што паралелно се припремав и за уписи во Кралската академија за музика во Копенхаген и беше така малку тешко, но дека дадовме концертот и се надеваме дека во иднина ќе продолжиме со концерти надвор од Скопје. Во мултимедијалниот центар Мала станица во Скопје отворена е биеналната изложба Зимски салон на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Изложбата ја отвори претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Со боја, креативност и инспирација, во Мала станица во Скопје се отвори биеналната изложба Зимски салон 2026 во организација на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, со подршка од Министерството за култура и туризам. На отворањето посетителите имаа можност да уживаат во најновите дела на македонските ликовни автори и да ја почувствуваат живоста на современата уметничка сцена. Концептот на изложбата и изборот на делата беше куриран од реномираната словенечка ликовна критичарка и кураторка на многу меѓународни проекти, господја Лилјана Степанчиќ. Председателката на Македонија професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, која е покровител на изложбата, истакна дека Зимски салон представува континуиран духовен раст на генерации сликари, богатство на сликарското творештво и платформа за креативност и почит. Таа подвлече дека оваа манифестација ги обединува различните автори, генерации и визии, создавајќи сцена каде минатото и иднината страстно дебатираат, почитувајќи се. Чинам дека 8 децении ликовна уметност говорат за еден континуиран духовен раст на генерации сликари, за богато сликарско творештво, за сликарски надпревар, за плодна и препознатлива уметност, за стимулирање на чувството кај нас за убаво, за надпревар, за почит, за креација, за градење, според мене, трајни, автентични вредности, ако сакате за духовно зрење, па и за наше човеково воздигнување. Профилот на настанот е резултат на еден внимателно осмислен концепт. Чинам дека идејата е да на едно место да обедини различни генерации сликари, различни ракописи,
насликани за различни генерации наблюдувачи. Едно е заедничко за сите нас, лагта за уметноста во овој ужасен свет. Изложбата ги представи најразличните визуелни изрази од класични слики и скулптури до современи експериментални техники, прикажувајќи ја богатата креативност на македонските уметници. Посетителите имаа можност да се запознаат со различни стилови техники, да уживаат во атмосферата на инспирација, диалог и културно збогатување. Изложбата Зимски салон 2026 ќе остане отворена за посетителите во следните денови, нудејќи уникатна можност да се види македонската ликовна сцена во целата незина разновидност и богатство. Со секое дело посетителите осознаваат дека уметноста не само што ја одразува реалност, туку и инспирира, отвора диалог и остава трајни емоции, поттикнувајќи ги сите да ја откријат својата сопствена визуелна и духовна перспектива. Тука е крајот на ова издание на Вестите од културата. Ви благодарам што бевте со нас. Од мене, пријатна вечер.